Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје продолжува со чистење на црните точки во главниот град. Денеска екипите на предпријатието почнаа акција за чистење на кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, чиј почеток го означија директорот Абдусаме Чабани, градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ и директорката на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања професор доктор Бојана Наумовска. Професорката Наумовска во рамките на акцијата нагласи дека прашањето за неправилното одлагање на отпадот во Скопје е повеќе деценинско и неговото решавање бара комплексен пристап. Таа посочи дека потребни се научни истражувања за причините на несовесното однесување на граѓаните, но и казнени мерки. Значи пред преземање на било какви посериозни мерки и креирање на политики, сметаме дека би требало да знаеме со каков проблем треба да се справиме. Значи појавата ја имаме, тоа е ѓубрето на секаде околу нас, меѓутоа пристапот ќе биде многу различен доколку знаеме која е причината за појавата на толку многу ѓубре. Понатаму секако станува, значи треба да се имаат во предвид и казнените политики, казнените мерки, колку често истите се изрекуваат, запознаеноста на граѓаните со тоа што кршат и колку тоа би ги чинело кога би го правеле, меѓутоа сепак сметаме дека за решавање на вакво сериозно прашање треба посериозен пристап. Може да потрошиме многу пари и да не дојдеме до целта, меѓутоа ако знаеме што е причината за појавата, тогаш со многу помалку средства би ја постигнале истата. Јавното предпријатие Комунална хигиена во изминатиот период спроведе повеќе акции за чистење на црните точки во градот, а надлежните постојано упатуваат апел до граѓаните правилно да го одлагаат отпадот и да не создаваат диви депонии. Но некако овие апели не стигнуваа до одредени граѓани. Локациите каде се чистеше повторно се затрупани со отпад. Една од ваквите локации е дивата депонија кај Пластичарска, која пред само една недела беше комплетно исчистена, а нашата камера денеска забележа хаос. Се наоѓаме пред игралиштето на Пластичарска улица, место каде што често се создава дива депонија. Пред само една недела јавното предпријатие Комунална хигиена својата акција за чистење диви депонии ја започна токму од тука. Екипите на Комунална хигиена го исчистија просторот, но само по една недела повторно се создава дива депонија на оваа локација. Директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Абдусаме Чабани пред камерата на Прва Скопска рече дека решението на овој проблем го гледа во инспекторатот на град Скопје со казнување на несовесните граѓани кои постојано создаваат диви депонии на локациите каде во изминатите денови се чистеше. Лично разговарав и со инспекторатот на градот Скопје и со инспекторатот на општина Чај, веќе таму да почнат и да казнуваат, бидејќи секој ден на таа локација ние чистиме, а не е наша обврска. Затоа ќе побараме од надлежните институции веќе да почнат и да казнуваат. И барам од нив и апелирам од нив веќе и до граѓаните, но и до институциите кои што конкретно до инспекторатот веќе да почнат и да казнуваат. Шабани додаде дека во текот на 2018 година Екопатролата има направено 1800 записници на граѓани кои биле затекнати на лице место како неправилно одлагаат отпад, но овие мерки се само од едукативен карактер и не се однесуваат на казнување. Во изминатиот период јавното предпријатие Комунална хигиена спроведе акции за чистење во повеќе образовни институции. Беше исчистен дворот на студентскиот дом Пелагонија и заводот за згрижување Ранка Милановиќ. Градоначалникот Саша Богдановиќ ја поздрави акцијата на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје и изрази надеж дека овие активности ќе резултираат со почиста животна околина.